мотивиран и концептиран градоначалникот на општина Кавадарци денеска го посети музејот во Кавадарци, винската куќа во градскиот парк, која секојаш била кафеана, сега е мирно место за одмор и за едукација, би рекол. Како поминувате овде? Така. Пред се, како што споменавте, си го најде правото место, односно правото качува локација, да биде регионален вински музеј на општина Кавадарци. Во минатово многу пати претрпи ова просторија тука во срцето на градскиот парк и едно од најубавите места, многу промени. Меѓутоа мислам дека сега ова е трајна и конечна промена во вински музеј, кој што пред се ми беше инспирација уште во изборната кампања кога го зборев дека Кавадарци ќе добие вински музеј, пошто мислев дека е необходен и е потребен за да се едуцираат и младите, меѓутоа и возрастните, а нормално и сите гости кои што доаѓаат со нашата историја, со нашите предци, со она што имаат сработено во делот на винарството и лозарството. Пред се ми е гордост и чест задоволство што успеавме ова место да го направиме вински музеј. Еве сега со ова довршена реконструкција за административен дел, комплетно завршен внатрешен, надворешен, партерен дел. И уште една гордост голема што до сега од отварането на музејот и покрај пандемијата и ограничените мерки и протоколи имаме околу 2000 посетители кои што дел се од нашата општина, дел надвор и надвор од Републиката нормално кои што дошли да го посетат музејот. Исто така, одговорот од винарските визби е на високо ниво. Имаме повеќе винарски визби кои што скоро сите се офатени тука со нивни поставки во изложување на нивните производи. Меѓутоа, често е уште поголемо и задоволство кога едно нешто е комплетно. Музејот има душа. Нашиот музеј има душа благодарение на директорката Честојева, која што доаѓа токму од музејската професија и ова катче му даде една душа и дух да биде целина заедно со нејзиниот тим за да функционира. Пошто сами знаете може да направите и било што, меѓутоа ако нема кој да го води, да го негува ова и да ужива во сето тоа, нема да биде музеј, него било нешто друго. Така да ние сме комплетни и е една пофалба и до директорката за сите нејзини максимални залагања и можности кои што ни ги овозможи и како општина, меѓутоа и како граѓани да го имаме овој убав музеј во општина Кавадарци. Можеме ли го малку да го комерциализираме овој дел? Има многу посетители градскиот парк. Ни дозволува ли законот тоа да го направиме? Законот дозволува да се комерциализира, меѓутоа е во согласност со директорката и во согласност со Советот на општина Кавадарци, нормално и со граѓаните. Не смееме да предизминираме премногу комерциализирање, затоа што би се изгубила смисолот на музејска дејност. Така да до одредено ниво можеме да го комерциализираме и тоа да биде едно дружење заедно пак во дух на музејството. Сосем кратко, директорке, околу 2000 посетители не е мала бројка. Секако, можам да истакнам дека за 6 месеци постоење од кога е отворен винскиот музеј, на големо задоволство можам да констатирам дека навистина стана една задолжителна дестинација не само на граѓаните посетителите од општина Кавадарци, него и пошироко зборувам. Навистина бројот е голем, посетителите, нивните впечатоци, како што споменав, веќе сите се запишани во нашата книга за впечатоци и со заокружувањето на овој административен дел кој што благодарение морам да споменам на Советот на општина Кавадарци и пред се на градоначалникот господинот Митко Јанчев, се заокружува целината и музејот е подготвен да работи во полн капацитет. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.